се одредбите Твои на земјата. невоспитаниот народ, и сега огнот противниците ќе ги
помилуj, Господи, помилуj, Господи, помилуj. Премудрост просту својки, да го чуеме светото Евангелие, мир на сите. И Духови Твоему. Читал светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Она време наближуваше празникот без квасници наречен Пасха, а првосвещениците и грешниците гледаат како да го погубат, оти се плаше од народот. И влезе сатаната во Јуда, наречен Искариот, еден од бројот на 12. И кога отиде се договори со првосвещениците и кнезовите, како да им го предаде. Тие се зарадува и се согласија да му дадат сребреници, и тој вети и бараше погодно време да им го предаде тајно од народот. И дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне, па Исус ги испрати Петра и Јована и рече: одете и пригответе ми Пасха за да јадеме. А тие му рекоа: каде сакаш да приготвиме? Он им рече: еде влегувајќи в град, ке ве сретне човек со стопна вода, одете по него во куќата каде што ќе влезе и кажете му на домакинот од куќата: учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам Пасха со учениците своји? И тој ќе ви покаже голема соба послана, таму пригответе. Кога отидоа најдоа како што им беше рекол, и ја приготвија Пасхата. А кога дојде времето, седна на трпезата и 12 апостоли со него. Им рече: од се срце сакав да ја јадам оваа Пасха со вас, пред да пострадам. Оти ви велам, нема веќе да јадам од неа, додека не се изврши во Царството Божјо. Откако зеде чашата за благода и рече: земете и разделете ја помеѓу себе, зашто нема да пијам од лозовиот плод, додека не дојде Царството Божјо. Потоа зеде леки за благода и го прекрши им даде леки: ова е моето дело кое се дава за вас, правете го
кој од нив се смета за поголем. Но он им рече: царевите владеат над народите, а оние што управуваат над нив се викаат добротвори. Вие пак немојте така, но поголемиот помеѓу вас да биде како најмалиот, а тој што е старешина да биде како слуга. Зашто кој е поголем, тој што седи на трпезата или оној што слугува? Заред не е оној што седи? А јас сум меѓу вас како слуга. Но вие сте кои што истрајавте со мене во моите напасти, и јас ви ветнувам царство, како што ми ветни мојот Отец, за да јадете и да пиете на трпезата моја во царството мое, и да седнете на престоли, и да им судите на 12 Израилеви колена. И рече Господ: Симоне, Симоне, ете сатаната посака да ве сее како пшеница, но јас се молев за тебе, за да не намали твојата вера, а ти некогаш, кога ќе се обратиш, утврди ги брањата своји. А тој му одговори: Господи, готов сум да одам со тебе и во затвор и на смрт. Но он рече: ти Велам Петре, нема да пробе денеска петел, додека тој пати не се одречеш, дека ме познаваш. Па им рече: кога ве прати без кесе и без торба и без обувки, останавте лишени од нешто? И одговорија: ништо. Па им рече: но сега, кој има кесе, нека си го земе исто така и торба, а кој нема, нека си ја продаде облегата и да си купи нож. Зашто ви велам, на мене треба да се изврши и ова писмото. И меѓу беззаконници го ставија, оти она што е напишано за мене се исполнува. А ти рекла: Господи, овде има 2 ножа. Он им одговори: доносе. И кога излезе, кини сам, како и обично, под маслиновата гора, по него одеа и учениците негови. И
поради щедрост, но земиеше на учениците и ги упади на патот божествен. А кога Петар откажа да го измиеш, тој сепак веднаш се покори на Божја заповед, измивајќи се и тебе топло молеките, да ни даруваш милост голема. И ниње и присно и во веки веков. Амин. Јадејќи заедно со учениците владико, тајно си им објавил за твоја жртва се света, со која тление избегнавме, ние што честните страсти ги чествуваме. Откако предавникот зеде леп во рацете, скришно ги пружа и ја прима цената на оној што со своји раце го создаде човекот. И остана непоправен слуга Јуда измамник. Јуда слуга измамник. Да се доближиме сите со страв до тајната трпеза и со чисти души, да го примиме лебот, останувајќи со Господа, да видиме како им ги мие нозете на учениците, а и ние да направиме како што гледаме, покорувајќи се еден на друг, и еден на друг нозете миејќи ги, зашто Христос така им заповеда на своите ученици, но не слушна Јуда, слуга и измамник. Јуда слуга измамник. Бог, кој некогаш го вознемири рајот, додека одеше низ него во приквечерината. Вечерата на Велики четврток доаѓа да им ги измие нозете на учениците. Вечерата е двојна. Една е паската на законот, втора е новата паска, телото и крвта на Господа. Молитва и страв, потот крв на лицето Христови, смрт, а со тоа го прелажува ѓаволот. Зошто доаѓате со ножеви и стапови да го барате оној што сака да умре за избавување на светот? Во светиот и Велик четврток, како што ни пропишаа светите оци, според преданието што го примија од божествените апостоли и од светите евангелија, ги празнуваме овие 4 настани: миењето на нозете, тајната вечера, свештената молитва и предавството јудино. Бидејќи еврејската пасха требаше да биде жртвувана во петокот, беше погодно вистината да биде во согласност со прасликата, односно во истиот ден да биде жртвуван Христос, нашата пасха. Поради предвидување, како што велат божествените оци, Господ наш Исус Христос ја извршува во четврток навечер, бидејќи таа вечер и целиот ден од петокот евреите го сметаат за еден ден и го именуваат ноќоденство Никтимерон, од едно заоѓање на сонцето до другото заоѓање. Тоа е причината поради која он со своите ученици ја изврши тогаш паската
според законот, како што велат некои, меѓу кои божествениот Златоус, прво, стоејки простуми препашани, обуени во сандали со стап врака, запазувајќи ги сите други прописи на законот, за да не се остави впечаток дека го прекршуваат. Оваа Пасха ја подготви заведеј, зашто стомната со вода ја носеше тој, како што вели великиот Атанаси. Потоа, откривајќи им на своите ученици едно посовршено славење, Господ ја востановува тајната на нашата Пасха во горната одаја, кога ноќта веќе беше настапила, зашто е речено, кога настапи вечерта, он седна на трпезата со 12-те. И гледајте, ова не беше Пасхата на законот, бидејќи се седнува на трпеза приготвена од лепи вино, додека порано била со печено месо и со бесквасен леп. Пред почетокот на вечерата, вака зборува и свети Јован Златоус, он станува од трпезата, ја остава својата горна облека и става вода во леген. Самиот правејки се, за да го посрамоти Јуда, но и за да ги подсети другите апостоли да не бараат старешинство, како што тоа го покажува помиењето на нозете велејки. Кој сака да биде прв, нека биде последен, давајки се себе си за пример. Се чини дека Христос најнапред му ги измил нозете на Јуда, кој без срам беше го зазел првото место. На крајот доаѓа до Петар, но овој бидејќи најревносен од сите му забранува, но на крајот пак му дозволува да му ги измие нозете. Откако им ги изми нозете и покажа колку високо можеме да се издигнеме преку смирението, ги зеде повторно својата облека и своето место на трпезата, ги поучи да се сакаат еден со друг, но да не бараат старешинство. И додека јадеа, им го навести предавството. И тие се вознемирија поради тоа. Исус му рече на Јована тајно: на оној што ќе му дадам едно парче леп, откако ќе го натопам, тој е оној што ќе ме предаде. Ако Петар знаеше на кого се однесуваат овие зборови, тој ќе го убиеше Јуда, бидејќи беше најревносен од сите. Или пак се вели, оној што ќе ја стави раката своја во чинијата, бидејќи во Евангелијата се среќава и едното и другото. По малку време зеде леп и рече: земете јадете, а слично и со чашата, пите од неа сите, ова е крвта моја на новиот завет, ова правете го во мој спомен, ова правејќи го, и он јадеше и пиеше со нив. Забележете добро дека лебот квасен го именува своето тело, а не бесквасниот леб. По лебот сатаната влезе во Јуда. Ако порано само го искушуваше, сега конечно се всели во него. Кога излезе, тој отиде кај свештениците и се договори да им го предаде за 30 сребреника. По вечерата учениците отидоа на Маслиновата гора во една градина наречена Гецтиманија. По некое време Исус им рече: оваа ноќ сите вие ќе се соблазните поради мене. Петар му рече:
макар и сите да се одречат од тебе, јас нема да го сторам тоа. А беше доцна, односно длабока ноќ. Исус повторно му рече, пред да запее петелот 2 пати, ти ќе се откажеш од мене 3 пати. Така и се случи. Од ова Петар го обзеде голем страв. На овој начин Бог нему му ја покажа слабоста на неговата природа, но истовремено, бидејќи сакаше да му ја довери сета вселена како на човек духовен, он сака да му даде на знаење дека целиот свет, сите луѓе имаат иста природа и дека тој Петар треба да се покаже милостив кон грешниците. Впрочем, тројното Петрово одречување ги представува гревовите на сите луѓе против Бога. Пред се, заповедта што ја прекрши Адам, потоа прекршувањето на пишаниот закон, на трето место прекршувањето на заповедите на воплотеното слово. Но Спасителот го исцели Петра со тројното покаяние, затоа он му рече 3 пати по воскресението, Петре, ме любиш ли? Потоа му рече на учениците, покажувајќи им ја својата човечка природа, бидејќи смртта е страшна за сите. Душата моја смртно е нажалена, потоа се оддалечи малку од нив, колку што со камен може да се дофрли. Се помоли 3 пати и рече, Оче мој, ако е можно да ме одмине ова чаша да не ја пијам, но нека биде волјата Твоја. И пак, Оче, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Од една страна, он го вели ова како човек, но од друга страна, он вешто го отстранува ѓаволот со цел овој последниот, мислејќи дека има работа со човек кој се плаши од смртта, да не прави пречки на тајната на крстот. Кога се врати при учениците и ги најде заспани, му се обрати на Петар и му рече, зар не можевте ниту еден час да бидете со мене? А тоа значи, ти Петре кој велеше дека и до смрт ќе се бориш за мене, еве ти спиеш како и другите. И кога мина на другата страна од потокот Кедрон, каде што имаше градина, таму остана со учениците своји, бидејќи имаше обичај да оди таму често. Затоа и Јуда го знаеше тоа место. И откако зеде неколку војници со народот што го следеше, тој се доближи до Исуса и му даде целив. Овој целив беше договорениот знак, бидејќи он требаше да биде фатен повеќе пати, но си заминуваше без да биде забележан. Но овој пат самиот Исус излезе пред нив и им рече, кого барате, бидејќи тие се уште не го познаваа и мракот не беше целосен, затоа тие имаа светилки и факли запалени. Исплашени, тие се повлекоа и паднаа на земја. Кога Јуда го направи она за што се беа договориле, Исус му рече, пријателу, направи го тоа за кое си дојден, односно ова е часот, да го направиш она за кое си дојден. И пак им рече, зар како на разбойник излеговте со ножеви и стапови да ме фатите? А тие дошле ноќе за да не настани бунт кај народот. Тогаш ревносниот Петар извлече нож, затоа што за ова беа подготвени уште од вечерта. И му го отсече десното уво на еден од слугите на првосвештеникот,
по име Малх, но знаејќи дека првосвештениците велеа за него како тој не го слушал законот, а поучувал, Исус го укори Петра, бидејќи не е добро за ученик на еден духовен човек да се служи со нож. И он го исцели Малх. Кога пак го фатија Исуса, врзан го приведоа во дворот на првосвештеникот Ана, кој му беше дедо на Кајафа, зашто таму беа собрани сите и фарисеи и книжници, кои извикуваа против Исуса. Таму и слугинката се нафрли на Петар и тој се одрече од Христа. Кога мина ноќта, петелот запеа 3 пати и Петар се сети, па горчливо заплака. Бидејќи веќе беше утро, откај првосвештеникот Ана Христа го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде што го плукаа в лице и беа повикани лажни сведоци. Кога засветли денот, Кајафа го испрати при Пилата. Тие што го водеа не влегоа во судницата, за да не се осквернат и да можат да ја јадат паската. Некои, како што вели свети Јован Златоус, тврдат дека фарисеите и првосвештениците го прекршиле законот, префрлајќи ја паската за другиот ден, бидејќи требало да ја јадат токму таа ноќ, но дека тие ја поместиле за наредниот ден, за да би можеле да го убијат Христа. Но ако тие требало да ја јадат паската, тогаш Христос покажал, јадејќи ја претходната вечер, дека не упатил во совршената тајна. Или пак, како што беше речено, требаше да стане реалност она што во Стариот Завет, во законот, беше само праслика. Всушност, свети Јован вели пред празникот Пасха, од овие причини и ние го празнуваме се она што се случи во тој четврток и во наредната ноќ, и со стравопочит правиме спомен на сите оние страшни и неискажливи дела и настани. По Твоето неискажливо милосрдие, Христе Боже, помилуј не. Амин. Дојдете верни да се насладиме од гостопримството Господово и од Неговата бесмртна трпеза во горната соба, издигнувајќи ги нашите срца, зашто Словото е присутно горе, како што се научивме од Словото, кое што го величаме. Дојдете верни да се насладиме од гостопримството Господово и од Неговата бесмртна трпеза во горната соба, издигнувајќи ги нашите срца, зашто Словото е присутно горе, како што се научиме од Словото, кое што го величаме. Слава Ти, Боже, на слава Ти, одете им вели Словото на учениците, подгответе ми Пасха во горната соба, со која умот се утврдува, со бесквасен леп и со вистински збор, и силата, благодата величајте ја. Слава Ти, Боже, на слава Ти, одете и вели Словото на учениците, пригответе ми Пасха во горната соба, со која умот се утврдува, со бесквасен
прекрасен, леп и совистински збор, и силата на благодата величајте ја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, пред вековите Отецот ме раѓа мене премудроста, Создателка, и мајки ме за почеток на своите патишта, за делата што сега таинствено се извршуваат, бидејќи сум по природа словото не создадено, сега си го присвојувам јазикот на оној што го прими. И сега и секогаш и во веки веков, амин. Бидејќи сум и човек по природа, реално, а не привидно, и поради фактот на ова размена, природата што ми е присоединета е Божја. Затоа препознајте го во мене Христа, единствен во две природи, кој спасува. Странствија владична и безсмртнија трапези на горнем месте високими
Хвалите го небеса, небес и вода, яже превише небес, да восвалят имя Господне. Како тој рече и пиша, тој повеле и создаша ся. Постави ја во век и во век века, повеление положи, не мимо иде. Хвалите Господа од земли змиеве и вся бездни. Оган град, снег, голод, дух бурен, творящая слово Его. Гори всі холми, древа плодоносна и всі кедри. Звери и си скоти, гади и птиці пернати. Царі земсті всі люди, князі всі суди земсті. Юноши, деви, старци с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единого. Исповедание Его на земли, на небеси, и вознесе трог людей своих. Песан сем преподобниме го, синовом Израилевим, людям приближающимся Ему. Господи, Господеви, песанову, хваление Его в церкви преподобни. Да возвеселится Израилу сотворшеме го, и синове Сиони возрадуются о царе свое. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему. Яко благоволит Господ людях своих и вознесет кроткия во спасение. Восхвалятся преподобни во славе и возрадуются на ложах своих. Возношения Божия в гортаних и мечи обоюду остри в руках их. Сотворити омщение во язицах, обличения в людях. Связати цари их пути и славния их ручными окови железними. Сотворити в них суд написан, слава сия будет всем преподобним Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении сили Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Стекается проче, соборище иудейское, да судителя и зиждителя всяческих Пилату предаст. О беззаконник, о неверник, яко градушта Год судити живим и мертвым, на суд готовят и целяющта Го страсти, Го страстему готовят.
восклицание, всякое дыхание нахвалит Господа. И ударом милостив ученики наверник, другий дьявол одел явися, последоваше поучителю, и на него почашеся преданию, глаголаше себе, предам того, и приобрящу собраная имения. И скаже же и миру продану бити Иисуса лесиуяти, Он даде целование, предаде Христа, и яко овчана заголение, сице последоваше, един благоутробник и человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Екоже проповеда агнца Исаия, глядет на заколение, оное, и плешти дает на рани, клонити нас за учения, лица жены отврати, от срамоти заплевани. Смерти уже безобразною осуждається, ся безгрешний волею приємне, да всем дарует, и смерти воскресет.